На подрачјето на Скопје, во Основниот суд, има само двајца стечајни судии. Во 2025 тоа биле судиите Артан Лимани, кој подосна избран за судија во апелација, и судиката од Кичево Ирина Антовска, која се уште работи стечајни постапки. Дали е можно лесно да се намести кој од двајца судии за стечај ќе биде на постапката? Според постапките на Дрина Ахмети, можно е. На изден за иста фирма, барање за стечај поднесуваат двајца. Со барањето во рака, Дрина Ахмети, кој вели дека е сопственик над Хор, а преко тоа и на Соравија Инвест, и неговата сопатничка Екзона Аризмани, кој е управител во Соравија Инвест. И двајцата поднесуваат барање за стечај на Соравија Инвест. Дури и бројчињата се едно по друго, 81/25 и 82/25. Решението ги покажува и двете бројчиња кои се споиле во еден предмет. Бидејќи и двајцата судии ги добиваат барањата, едниот се откажува од водењето на овој стечај. Предметот доаѓа во рацете на стечајната судејка Ирина Антовска. Но оно што е најконтроверзно и може да се види од решението на Основниот граѓански суд Скопје, која го поднела Ерзана Аризмани за отварање на стечајна постапка, е дека Итхор и Соравија Инвест ги застапува ист адвокат, како две спротивставени страни во постапката. Тхор бара стечај, сметајќи дека Соравија Инвест му е должник. Во ова решение не може да се види долгот на Соравија кон Тхор. Она што уште повеќе боде очи е адвокатката Марина Цунева, која е адвокатка и на тужителот и на тужениот, нешто што во адвокатската пракса е неможно.